Добар ден, среќен ден, мундијалски поздрав од студиото на продукција Скок. Ситно до почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Доргутов е тука пред вас со неговите 9 мундијали на својот грб, една мундијалска приказна почната некаде 1990 година. Морам да истакнам благодарејќи тогаш на двајца луѓе кои остануваат дел од оваа мундијалска приказка. Зборуваме за Благо Ѓорѓиевски, Баже Балкан и Љупчо Николовски, Фуфо, познатиот бизнисмен или пица мајстор, кој апсолутно тогаш ме поддржа и кој се најзаслужни за тој ветер во грб на почетокот на мојата мундијалска приказна. 9 мундијали се изнаредија од сите континенти преку Северна Америка, 94 година, ексклузивното интервју со Христо Стоичков во Боингот на враќање од Њујорк до Софија, директен лет, кога Стоичков беше прв голгетер. Преку 98 година во Франција, кога патувавме со автомобил, со Љупчо Станковски, битолска Еврокар беше спонзор, со уште Шенген зоните, со границите и така натаму, го поминавме тој пат од 2300 км Скопје-Париз. Го гледавме Зинедин Зидан како ја милува и гали топката, како ги крши противниците и она фантастично финале кога Роналдо, славниот Роналдо, оној вистинскиот Роналдо, бразилскиот Роналдо беше најавен во протоколот на финалето Франција-Бразил, па беше избричен од протоколот и на крај повторно играше, но Зинедин Зидан ги надигра кариоките, буквално со нивната самба. Франција победи 3:0 на Сен-Дение на голема фешта на тој мундијал, каде што известував од почеток до крај 64 надпревари, 40 денови низ цела Франција. Што да кажам за 2002 година, повторно Бразил во финалето против Германија на далечниот исток, Јокохама и Токио, изворедна можност да се види тој дел од светот. Двата гола на Роналдо против изворедниот кам во финалето на Јокохама, каде што фудбалското сонце изгреваше за сите тогаш кои го сака и го следа тој мундијал. Навистина, прекрасни спомени. Да го гледаш полицајецот во 3 саат сабајле како паѓа дожд во Јокохама, а тој стои сам на крстосницата и ти прави вака за да можеш да... Тоа има само во Јапонија. Нема на друго место. Дел од тие мундијалски пикантерии, извореден престој во Јокохама, Токио, Саитама. 2006 година на европско тло, Германија, од почеток до крај, како дома, сум рекол многу пати и ќе кажам и сега, кога светското фудбалско првенство се игра во Европа, тоа е како дома. Секој кој го сака фудбалот и мундијалите треба да биде таму. Ако шкотите и таа Тартан арми, правам дигресија, доаѓам до светското фудбалско првенство кое е пред нас, на кое одам од почеток до крај, ќе го покриеме, ќе видиме како ќе оди сето тоа продуцирање. Шкотите доаѓаат во Америка да бидат присутни пред стадионот каде што играат нивните миленици Шкотска. А замислите си, Шкотска игра на светско првенство после колку години од 98-ма. Поправете ме. 28 години шкотите немаат играно на светско првенство. Гледате колку тешко се стигнало до мундијалот. Не е така како што нашите симпатични раководители на македонскиот фудбал мислат дека ќе имаме уште една шанса како ваква што ја испуштивме. 28 години шкотите чекаат да играат. Турците чекаат од 2002 година да се појават на светско првенство. Една Турција, велесила, тоа се 24 години. Да не зборувам за Чешка, Норвешка, Австрија, кои по 20 и кусур години немаат помирисано мундијал. Каде застанав? 2006 Германија. Ја изоравме Германија со државната железница благодарејќи на Бекенбауер, кој потпише договор, чест и слава за покојниот Бекенбауер, каде што сите акредитирани новинари се возеа бесплатно со екстра бизнис класа. На тоа светско првенство 2006 година имаше рекорден број новинари од Македонија акредитирани, можеби преку 15. За жал, од 2006 нааму единствено Мијалче Доргутов е тој кој ги покрива овие светски фудбалски првенства. Не ми е тоа убаво чувство, но зборувам за спортски новинари, можеби фоторепортери имало
меѓутоа новинари не. 2010 година светско фудбалско првенство во Јужна Африка. Неверојатно. Ова не можам да го споделам. Јужна Африка беше премногу опасна и има многу детали кои за секој пат ќе останат во мене, меѓутоа, ако само кажам дека ја подигнував акредитацијата со придружба која беше вооружена и го носеше пиштолот на појасот во Џоханесбург и на Сокер Сити, тоа само по себе се кажува. Голема благодарност за Баже Арето, мојот личен телохранител на ова светско првенство, на овој мондијал, кој за жал повеќе не е меѓу нас. Меѓутоа, Јужна Африка, тој мондијал, тоа светско првенство, за секогаш ќе го паметам, тие 40 денови и тој прелет преку Триполи на месец дена пред почетокот на бунтот во Либија, кога Гадафи падна, кога на аеродромот во Триполи бев третиран малтене како некое изабегано куче кое сака да влезе без виза во Јужна Африка, а влегов, како влегов во последна приказка, тоа се многу пикантерии за вака кратко време. 9 мондијали по 3 минути, тоа за 27 минути емисија, гледаме да биде пократко. Бразил, 2014 година. Бразил играл 7 пати во финалето, 5 пати ја освоил титулата, а замислите, јас сум го гледал 3 пати во финалето. Или грешка сум. 94-та во Пасадена, 98-та во Франција, 2002 во Јапонија. Да. Бразилците се единствена репрезентација која играла на сите досегашни 22 светски првенства. Аргентина ми се чини има 4 помалку, Мексико е некаде на 15 учества од овие 22 колку што се одржани. 2014 со Бошко Добровски во Сао Пауло, мој домаќин, патување до Рио де Жанеиро, славната Копакабана, монументумот на Исус Христос и димните облаци на Рио де Жанеиро за секогаш остануваат во мене. Сао Пауло, Коринтијас арената и катастрофата на бразилците од 7-1 против Германија кога плачеше цел Бразил. Не се заборава и тоа. Монгагва, мало градче со плажа, со палми, со штипски ветер. Убави 25 мондијалски денови во Бразил, каде што гледав како бананите растат на дрва, како ги собираат и после се чудиме зашто се поевтини од нашите ресински јаболка. И тоа е на посебна приказка која не може да се раскаже вака на брзина. 2018 прекрасен мондијал со мојот другар од детството Тони Киров. Прекрасен човек во Москва. Отидов, па се вратив, пак отидов. Ја гледав Хрватска, најава за Хрватска. Нивната председателка Колинда беше во друштво на Путин. Завивавка. Добро го прочитав. Не сум сигурен. 2018 убаво светско првенство, убав мондијал. Уште побаво финале, 4-2 Франција против Хрватска. Хрватите изигра изворедно со Манџукич, со Модрич, Брозович. Убаво дружење со Златко Далич, кој официјално на пресконференција преку Мијалче Доргутов и моето прашање упатено до него ги поздрави сите македонци кои се негови пријатели. Тоа одекна во светот, одекна секаде. Во Русија бев и престојував исто толку време, да не речем од самиот почеток до крај. Го гледавме Меси против Исланд, го снимавме на 2 метри од нас, заедно со Наташа, 2018 година, нејзино мондијалско деби тогаш. И исто Германија, Мексико. Прекрасен фудбал. 2022 во знакот на репрезентацијата и капата. Меси. Катар беше најчудното, најконтроверзното, најинтересното светско фудбалско првенство кое се играше зиме, кое се организираше лете, низ тој процес на акредитација, каде што игра многу интересни репрезентации, каде што финалето по трет пат го доби репрезентацијата чија капа ја носам, предводена од легендарниот Меси.
Меси ќе игра 6-ти пат на светското фудбалско првенство во Америка, Канада и Мексико. Во тоа негово друштво по 6-ти пат е Кристијано Роналдо, португалецот кој ќе ја предводи Португалија на своето 6-то светско првенство. Очоа, голманот на Мексико, е со своја исто 6-то светско првенство. Гледате, Дургутов има 9, ама не играл, оние играат на 6 светски првенства. 5 светски првенства, 1 мундијал помалку има Модрич. Прекрасен човек, прекрасен карактер, Лука Модрич. За жал, Хрватска не се пласира 2010 година на светското првенство во Јужна Африка и остана Лука Модрич со едно помалку светско првенство од легендарните Лео Меси и Кристијано Роналдо. Катар, морам да споменам керката на мојата школска другарка Фросина Станка Маџарова, беше таа која ми обезбеди пиво во Катар со код на лименка, која мораше да го пиеш исклучиво во апартманот. Нема надвор носење, нема пиење. Жештина, изворедна, рекондишните работат, алкохол нема. Меѓутоа, транспортот, уживањето фудбалското, метрото во Катар и мештаните кои беа многу чудни, меѓутоа кои многу добро ги прифаќаа сите кои беа таму, и таа Хајат карт ми се чини која ја добив благодарејќи на FIFA и на целиот мој бекграунд и минат труд, ми беше како лична карта на една обична трафика, на еден обичен киоск, ако ја покажеш во истиот момент на телефонот и на компјутерот излегува се за тебе и луѓето автоматски знаат кој стои покрај нив. А со таа Хајат карт бев на последниот мундијал 2022 година во Катар. 26-та брзо дојде. Меѓутоа, еве ги. Ова е се што пристигнувало од фудбалската земјина топка. Ова е 1994 година, моето прво одење во Америка по службен и по приватен пат. Символот и официјалната топка која ја чувам од 94 година до сега, еден мој многу драг сувенир. Џабулани, Јужна Африка. И знаете што? Знаете кој се заслужен за ова? Што мислите? Не зборам за моите патувања. За моите патувања сум заслужен ја и моите поддршки. Сите македонци кои ми помагале, фамилијата, пријателите, спонзорите, и сега ги има за Америка, иако се помалку. Не е битно, има време. Ќе се покажат и тие кои сака да помогнат на Милче Дургутов низ 30-40 годишно наше пријателство, другарување со овие фудбалски топки. FIFA. Сите заслуги за овие 9 мои мундијали одат на адреса на FIFA. Оваа капа сум ја добил лично од најтесното раководство на FIFA по повод 100 години од формирањето на FIFA, 1904-2004 година. Ја чувам како сувенир веќе 22 години со мене, понекогаш многу ретко ја носам за да ја сочувам. FIFA е дел од мојот живот. FIFA е она што јас го сонувам, го посакувам. FIFA е со сите своји аномалии држава и милиони луѓе се радуваат на настаните кои ги одржува FIFA, кои ги организира FIFA. Овој пехар во раците на победниците е символот на светските првенства. Случајно, најмногу се сеќавам на Фабио Канаваро, кога ја победија Франција на пенали и Фабио Канаваро го држеше вака пекарот, беше прогласена за најубава слика од сите капитени кои ги држат овие, да кажам, пехари. Инаку Фабио Канаваро е интересно и актуелен селектор на репрезентацијата на Узбекистан, кој ќе дебитира на мундијалот. Еве едно славно италијанско име ќе го води Узбекистан. Иако не го донесе на тој пат, дојде кога веќе Узбекистан беше пласиран. Исто една интересна приказна, која ќе ја елаборираме преку нашата камера и нашите податоци од американско тло, или можеби канадско или мексиканско, ќе видиме.
Дебитанти, Зеленоградските острови, можеше и Македонија, ако можеја Зеленоградските острови. Да не кажам, Курасао, ќе игра на светско првенство, една мало островче таму, некој пат биле Холандски Антили, така мислам ги кажува, да не сгрешам нешто, да не погрешам. Јордан е дебитант на светските првенства, има повеќе жители, ми се чини околу 11 милиона. Озбекистан има 30 и кусур милиона, тоа се веќе посериозни држави. Меѓутоа, сите тие се дебитанти. Жал ми е Македонија испушти голема шанса, а нема да не се повтори, иако топката е тркалезна, се бива, дај Боже, и со Гоце Седловски, и со Масаро Мераги, со Горан Панде, да успееме еднаш да отидеме и ние на Мундијалот, но верувајте ми, ако шкотите одат прв пат после 28 години, ако Австрија, Чешка, Норвешка чекаат, не знам, за Норвешка не сум сигурен, по толку години, Турција реков 24 години, било која шанса за ваков пласман треба да се зграбчи. Јас ги зграбчувам моите шанси, ова е моје 10-то светско првенство, 10-ти мундијал во Америка, Мексико и Канада, по 10-ти пат ќе бидам, условно кажано, гостин на ФИФА, која ќе го организира ова светско првенство, мислам на највисоко можно ниво, иако цените на билетите, на престојот, на превозот, на јавниот превоз, кој овој пат за акредитираните новинари исто така ќе има бенефиции и нешто ќе има попусти, ќе биде поевтино, меѓутоа за обичните навивачи, за жал, малце е потешко. Ќе биде доста скапо да се следи светското фудбалско првенство во Америка, Канада и Мексико. Зборувам за сите, за навивачите кои ќе бидат таму. Авионите од Аргентина со број 10 на опашката, нешто раритетно, полета од Буенос Ајрес за Америка. Турците ја испратија репрезентацијата со 100 автобуси и возило со еден конвој Turkish Airlines. Замина за Америка, а таму се веќе и нашите соседи за кои нема срце, искрено ќе навиваме, Босна и Херцеговина и Хрватска. Босна веќе го направи првиот тренинг, хрватите исто така, ние како македонци сме тука за грбот на Хрватска и Босна и Херцеговина, ќе затвориме и некој дуел од нив со стариот пријател Златко Далич, ќе бидеме повторно тука. Србија нема, ја имаше во Катар 2022, не нема ни нас, но тоа е, фудбалскиот живот продолжува. Да сме живи и здрави. Поздрав од мене, се гордеам, се радувам и посакувам Македонија еден ден и да бидам жив и здрав, да дочекам, да заигра на Мундијалот и ова наша македонска нација која сака фудбал, да го почувствува тоа чувство, да види што значи светско фудбалско првенство, каде што се мешаат нациите, културите, обичаите, страстите, каде што завриваат аргентинците, бразилците, германците, холанѓаните, англичаните, французите, па азијатите, јапонците, сето тоа е измешано во една убава фудбалска турлитава, во која е навистина уживање да бидеш дел од неа, па макар и да си зрно песок во тој фудбалски мундијалски мозаик 2026 година. Бидете ми живи и здрави, гледајте го Доргутов YouTube канал, одиме од лицо место со сето она што нема да може да го видите на ТВ екраните, а ќе може да го видите преку нашата камера во Бостон, Лос Анџелес, Лас Вегас, Њу Џерси и можеби Торонто, каде што ќе играат босанците и хрватите. Бидете ми поздравени, до скоро, тука сме со вас.